Добра вечер во Дневникот на КТВ, среда 1 октомври 2025 година. Трет ден од изборната кампања за локалните избори 2025. Вечерва во Кавадарци ВМРО ДПМН одржува предизборен митинг на кој ги представува кандидатите за градоначалник и советници во општина Кавадарци. Предизборни митинзи ВМРО ДПМН одржа и во Неготино и Демир Капија. Најавуваме неколку проекти кои се од клучен интерес за лозарите и земјоделските производители, рече на денешната пресконференција носителот на советничката листа на СДСМ за Кавадарци Вуко Мелов. Почитувани сограѓани, Кавадарци живее од лозарството. Лозарите годинава беа оставени сами на себе, без никаква помош од државата. Проблеми со откупните цени, како и проблеми со откупот на грозјето. Оваа година ВМРО ДПМН ги остави лозарите на цедило. Наместо да го штитат интересот на лозарите, истите ги штитаа интересите на винарските визби. Не ја објавија производната цена, дозволија лозарите да бидат оценувани со 8% пониска цена од страна на винарските визби. Пратеничката група на ВМРО ДПМН не го изгласа предлог законот од Социјалдемократскиот сојуз со кој се обезбедуваат 3 денари по килограм субвенција за лозарите, како и укинување на одредбата за 8% пониска откупна цена. Власта покажа дека не е на страна на народот, туку на страна на винарските визби. Како на централно ниво, така и на локално ниво, ќе понудиме мерки и проекти со кои би се подобриле состојбите во лозарството. Во нашата изборна програма имаме планирано неколку проекти кои сметаме дека се од клучен интерес за лозарите. Агроберза за грозје и земјоделски производи. Проектот за агроберза за грозје има за цел да го унапреди пазарот на грозје, обезбедувајќи платформа што ќе ги поврзе производителите со купувачите, како и со винариите и со трговците. Овој проект ќе им овозможи на земјоделците да го понудат своето производство, а купувачите да ги разгледуваат понудите и да склучуваат договори со нив. Првата компонента на овој проект е платформа на трговија, која ќе може да биде дигитална или физичка, каде што производителите ќе ги представуваат своите понуди со информации за сортите, количините и цените. Платформата ќе биде корисна за олеснување на процесот на преговори и подпишување на договори помеѓу производителите и купувачите, што ќе го забрза процесот на продажба и купување. Овој проект ќе им овозможи на лозарите да имаат поголем пристап до купувачи, што ќе го зголеми нивниот пазарен потенцијал. Исто така ќе ја потекне конкуренцијата и ќе доведе до подобрување на квалитетот на производството. Проектот за агроберза сметаме дека ќе реши еден дел од проблемот со откупот на грозје, како и во делот на откупната цена. Вториот проект е проектот за субвенционирање на опрема за заштита од град. Природата е непредвидлива, но државата мора да им помогне на земјоделците, на лозарите да го заштитат својот труд. Со овие субвенции ќе се олесни процесот на купување на овој тип на опрема, се со цел заштита на трудот на лозарот од природни непогоди. Ние сме на страната на лозарот, на земјоделецот, на честниот работник. Ви благодарам. Еден од приоритетните проекти во нашата програма е изградба на нов пат од автопатот Е75 до Кавадарци, порача на пресконференција доктор Стојан Чорамов, носител на советничката листа на ВМРО ДПМН за Кавадарци. Денес ви најавувам еден од приоритетните проекти на нашата предизборна програма. Тоа е изградба на нов пат од автопатот Е75 до Кавадарци, стратешка врска за регионот. По завршување на изградбата на заобиколницата околу Кавадарци, следен крупен инфраструктурен проект ќе биде воспоставување на директна врска со автопатот Е75. Целта на заобиколницата да се поврзе европскиот коридор преку нов модерен пат кој ќе овозможи брз и ефикасен пристап до Кавадарци
и целата Тиквешија. Изградба на нова патна делница ќе представува стратешко значење за развојот на регионот, бидејќи Кавадарец ќе добие директен излез на автопатот Е75, со што значително ќе се скрати времето за патување кон Скопје, Велес и Евгелија. Ќе се олесни транспортот на производи и суровини, особено за винската и прехранбената индустрија, по која Тиквеш како крај е предпознатлив во земјата и во странство. Ќе се отварат нови можности за инвестиции и туризам со подобра сообраќајна поврзаност и полесен пристап до регионот. Ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот, бидејќи товарниот и транзитниот сообраќај ќе бидат насочени кон модерен пат наместо низ тесните градски улици. Проектот ќе се реализира во неколку фази, почнувајќи од проектирање на трасата, обезбедување на финансиски средства и изведба. Во тек е разгледување на повеќе можни решенија за најсоодветната траса која ќе ја поврзе таа заобиколница директно со автопатот. Со овој проект Кавадарец ќе стане еден од најдобро поврзаните градови во јужниот дел на државата, со што ќе се обезбеди долгорочен економски и сообраќаен бенефит за граѓаните и стопанството. Затоа, на 19 октомври, за себе, за твоите најблиски, за времето и за времето кое доправа доаѓа, направи го вистинскиот избор со твојот човек, за твоето место, за твојата иднина. Ви благодарам. Добивате лидер во застапување на лозарите, порача на пресконференција носителот на независната советничка листа Панчо Минов. Со вашиот глас на доверба за избор на советници под број 45 Панчо Минов носител, добивате лидер на застапување на интересите на лозарите. И тоа 8% на плаќање за 7 дена на откупеното винско грозје, не само да се укине, не само да се процесира во законот за вино, но на овие избори треба да биде ултиматум на секој учесник на локалните избори дека победата и барањето на глас на доверба во Кавадарци треба да биде условено со обавезно укинување на 8% од откупеното винско гроздје ако се плаќа за 7 дена. И тоа треба да значи дека ние сите како застапници на граѓаните на Кавадарци едногласно настапуваме во интерес на лозарите, во интерес на развојот на градот во однос на земјоделието, односно лозарството. Второ, имаме состојба на вишок на грозје и таа состојба треба да се решава со наше влијание и застапување во Министерството за земјоделие, интервентниот фонд, каде што треба да се предвидат средства за во случај на вишок на грозје, како оваа година и претходната, да имаме обезбедено средства да се интервенира тој вишок да се откупи со дополнителни субвенции за откупувачите или да се преработи во дестилерии, а надоместокот за тоа да се плаќа од тој интервентен фонд. Тоа иначе е моје дело и сакам да го афирмираме во случајот за решавање на проблемите во однос на вишокот на грозје. Трето, имаме состојба со делот на пазарната цена, која што како основа се надополнува со 25% на откупната цена и во тој дел треба да се прецизира и изврши застапување од наша страна да истата биде реална, да биде вистинита и да ја ослободиме од евентуалното влијание на винариите, зашто има елементи на сомневање. Во овој случај, ако за однос на цената откупна се заземаме за реалност и вистинитост, во тој случај треба да имаме и паралелен
рамноправен однос за интересите на винариите, однос на застапувањето на виното на нивните странски пазари. Секоја инвестиција во младите и нивното образование е најисплатлива инвестиција во иднината на нашето Неготино, вели во соопштението кандидатката за градоначалник на општина Неготино Марија Нацева. Таа најавува бесплатен оброк за учениците од 1 до 5 оделение, набавка на минибус за потребите на општинското основно училиште Страшо Пинџур, нова опрема со потребни наставни средства и помагала, реконструкции на подрачни училишта, спортски сали и спортски игралишта, како и набавка на смарт табли во училниците. Стои меѓу другото во соопштението од Нацева. Граѓаните избираат меѓу две опции: СДСМ, која работи за граѓаните, или партизацијата на ДПМН, изјави денеска лидерот на СДСМ доктор Венко Филипче. Нашата прогресивна, проевропска, искрена опција за работа во корист на граѓаните. Нивната опција на ВМРО ДПМН за партизација на институциите, за поставување партиски кадри, опција која што на младите им кажува доволно е да имате членска книжка на ВМРО ДПМН, при тоа може да имате и лажни дипломи и за факултет и за странски јазик, ќе бидете поставени на позиција. Ете, тоа се двете опции, граѓаните тоа мора да го знаат и мислам дека се веќе свесни. Венко предлага црвени линии за заштита од францускиот предлог, кој пред една година го прогласи за победа. Порака од денешната пресконференција на ВМРО ДПМН од Антонио Милошовски во врска со понудената резолуција од СДСМ. Денес темата на оваа пресконференција е ставот на Венко Филипче, председателот на СДСМ, за францускиот предлог и за резолуцијата која што тој ја нуди со наводно патриотски црвени линии. Првата констатација е дека Венко Филипче ја менува својата политика и позиции во зависност од потребите на својот финансиски и политички ментор Зоран Заев, а се во нивен заеднички интерес да се задржат на чело на СДСМ. На пресконференција на 1 октомври 2024 година Венко Филипче изјави дека францускиот предлог е победа и голем успех на нашата дипломатија. Парадоксот е толку голем што денес, една година потоа, Филипче изјавува дека се потребни црвени линии и резолуција за заштита од оваа негова, во наводници, прогласена дипломатска победа. Дали Венко Филипче лажеше 2024 година, кога кажа дека дипломатијата победила со прифаќањето на францускиот предлог, или лаже денес, кога нуди предлог резолуција со црвени линии за заштита од истиот француски предлог, кој што е целосно во корис на источниот сосед. Почитувани граѓани, Венко Филипче не знае да изгради ниту автопат, ниту клинички центар, но е многу способен, заедно со неговиот гуру Зоран Заев, да стави подпис и печат на секој иден документ кој што дополнително би ја подчинил Република Македонија на ист начин како што тоа го направи Бујар Османи со францускиот предлог и анексите кои што ги прифати во корис на соседна Софија. Затоа сметаме дека ваквите изјави и изменети ставови на Филипче не се порака до македонските граѓани, туку се порака до соседна Бугарија, бидејќи Венко Филипче се надева дека источниот сосед или некој друг меѓународен актер ќе му помогне да дојде на власт или барем да ја задржи водечката позиција во СДСМ, бидејќи знае дека нема поддршка од македонските граѓани, а нема поддршка ниту од најголемиот дел од симпатизерите или членовите на СДСМ.
Продолжуваме со спортот. Кошаркарските клубови должат на Федерацијата над 200.000 евра по сите основи. Ваквите долгови, неисплатени плати, несоодветни сали, како и проблемите со грејењето, ја влечат Македонија во криза се подлабока. Уште само неколку дена неделат од стартот на новата сезона во првата машка кошаркарска лига. По завршувањето на седницата на Сдруженијето на прволигаши, едно е јасно. Старите навики, речиси, никој не ги променил, а ниту ке ги смени. Ваучер системот дефинитивно ги направи клубовите комотни по прашањето професионалност, врвно менаџирање со тимовите, придонес за развој на кошарката која полека, но сигурно оди под секое дно, наместо во нагорна линија. Како мечки во своите дувла, сите клубови ги преживуваат сите 12 месеци во годината. И токму затоа што клубовите спијат, нивните долгови и натаму не се расчистени. Играчите во дел од клубовите немаат видено плата со очи од јануари или февруари. Се должат пари на сите страни. Ама кога ќе се седна на маса за важни работи, како да се подигне нивото на кошарката, тогаш големите клубови настапуваат на сцена со неважни теми, заборавајќи колку година во година го рушат реномето на клубот. Новото раководство на Федерацијата им дозволи на 5 рати до јануари следната година да ги исплатат долговите по сите основи. И нема да се прави исклучок само за една работа, а тоа е лиценци за странски играчи. Вкупниот долг на сите клубови во државата кон Федерацијата е над 200.000 евра. Што се однесуваат до лиценците за странски играчи, тие треба да се подмират до почетокот на сезоната. За првата лига мажи тоа е 4 октомври. Ако не ги уплатат средствата, нема да имаат право да ги пријават за силувањата од странство. Слично и со фактот што професионалните клубови во Македонија кои играат во првата лига имаат проблем да уплатат 5.000 евра. Средства кои ќе бидат наменети за официјалните лица, суди и делегати. Според некои информации од првата лига мажи, само неколку екипи се чисти во поглед на долговите, како Куманово, Пелистер, Феникс и Ангели. Сето останато е заглавено во сопствените лавиринти. И кога ќе се собере сето ова, а ќе се додаде дека прволигашите немаат обезбедено соодветни сали и услови за тренирање и играње, соодветно грејење и разладување, не треба да не чуди зошто кошарката го има допрано дното во сите категории и во машка и во женска конкуренција. Утре ќе биде облачно и студено со врнежи од дожд кои на повеќе места ќе бидат пообилни. На планините врнежите од дожд ќе преминуваат во снег. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, температурата до 10 степени. Вкупно од овој бран се очекува на повеќе места да наврнат над 30 литри на метар квадратен, а локално и над 50 литри на метар квадратен дожд. Поради продор на постудена воздушна маса од север и засилен северен ветер, утре на планините врнежите ќе преминуваат во снег, а поради на тамошното спуштање на студен воздух, во петок ќе има услови да преминуваат во снег и на некои од повисоките места. На повисоките планини ќе се формира значителна снежна покривка. Од сабота времето ќе биде стабилно со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст. Тоа беа содржините во дневникот. Имајте убава вечер.